Интересен е моментот што на веб страницата на влада има копче се вика твоја идеја. Ви пишуваат ли граѓаните? За жал не многу, Јовица. Од кога е отворено тоа копче има околу 40 мејлови кои што се стигнати само, а јас очекував дека ќе Еден сум јас од нив ви пишав една идеја. Ама немаше тач на мејлот. Па без тач беше. Само е како идеја. Само како идеја. Да, но очекувавме дека ќе има нешто подразработено, иначе да, знам која ти е идеја. Во текст сум ги следам тие работи, мислам не секојдневно, но на неколку недели барам пресек да ги погледнам идеите. Многу е мал одзивот. Многу е мал и тука не ги обвинувам граѓаните. Може би треба да размислиме начин како подобро да го промовираме тоа, да стигне до што повеќе граѓани, но и мислам дека и оние идеи кои што се стигнати со, како да кажам, различна надлежност на институции. Има многу предлози кои што се далеко од надлежност на владата, но во тој момент луѓето кои што ќе го проценат тоа добиваат насока да информираат надлежна институција за истото да постапи. Но има и такви кои што ги користат можеби за би кажала некои чудни предлози кои што се надвор од надлежноста, но ќе поработиме како влада. Мислам дека тоа е многу добар пристап за комуникација помеѓу граѓаните. Треба да размислиме за почести такви, би кажала, платформи на кои што ќе може да се направи тој мост на комуникација, затоа што и граѓанинот секогаш има можеби подобра идеја, затоа што го гледа, го чувствува тоа што можеби ние во тој момент нема да го видиме. И можеби не веднаш, но по некое време тоа ќе се реализира. Транспарентноста е нешто на кое што сакаме да работиме не како тема која што е само актуелна, туку како тема која што навистина ќе се потруди на граѓанинот да му ја даде потребната информација тогаш кога му треба. Има повеќе сегменти таа идеја, но жалам што не е многу искористена.